За задолжителната регистрација на приватните сместувачки капацитети, но и за градење туристичка приказна преку развој на приватното сместување, во студиото разговарам со мојата гостинка Александра Јовановска Лазов, советник за туризам и угостителство во општина Демир Капија. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и ви благодарам на поканата. Каква е состојбата со сместувачките, приватните сместувачки капацитети во Демир Капија? Во Демир Капија состојбата со приватните сместувачки капацитети е релативно добра, бидејќи дел од нив ни се веќе регистрирани. Дел од нив се во процедура за регистрација, а исто така имаме и најава за нови сместувачки капацитети кои што доправа треба да се регистрираат, но во моментов тие се во изградба. Мораме да истакнеме дека сите физички лица кои издаваат куќи, станови, соби или апартмани за ноќевање мораат да ги регулираат своите објекти согласно Законот за угостителска дејност. Зошто е важно секој приватен сместувачки објект да биде официјално регистриран? Значи, регистрацијата не е само обврска, таа е начин на заштита како на сопствениците, така и на гостите, и исто така да се развие туризмот на фер начин. Секој приватен сместувачки капацитет, било тоа да е куќа, стан, апартман, мора да биде регистриран од неколку важни причини. Прво, тука ни е законитоста, значи тоа значи дека работиме според законот, безбедноста на гостите. Регистрираните објекти мора да исполнуваат неколку основни услови: противпожарна заштита, безбедност, хигиена, а самото тоа ги штити гостите кои што престојуваат во капацитетите, довербата и репутацијата. Нормално гостите ќе изберат да престојуваат во објект кој што е регистриран легално. Даночната обврска со самата регистрација сместувачките капацитети плаќаат соодветни такси и даноци што допринесува за развој на туризмот и за локалната економија. Тука не се исклучува и е секако важна и можноста за промоција, значи само регистрираните капацитети може легално да се промовираат на платформите и да соработуваат со туристичките агенции. Особено ќе ги интересира засегнатите каква е постапката за регистрација, дали е комплицирана, колку време трае кога некој е заинтересиран да регистрира приватен сместувачки објект? Постапката не е комплицирана, но бара да се следат неколку чекори и да се приберат соодветните документи. Значи, преку поднесување со барање за регистрација и категоризација во општината се доставуваат и потребните документи, како имотен лист, лична карта и елаборатот, пошто комисијата врши увид и му доделува категорија на објектот. На крај следува решението за работа кое што го издава општината. Времетраењето на целата процедура е обично од 7 до 30 денови, во зависност од ситуацијата. А доколку целата документација е исправна и е целосна, значи тоа може да трае од 1 до 2 недели. Но доколку недостасува нешто, целиот тој процес нормално се пролонгира. Така. Работењето на приватните сместувачки капацитети, но пред се регулирано работење, има големи придобивки за самата општина, меѓутоа има и придобивки за самите сопственици. Пајде да одговориме кои се конкретните придобивки за сопствениците на ваквите објекти. Најголемата придобивка е што работата преминува во стабилен и растечки бизнис. Регистрираните објекти имаат легален приход и помал ризик. Нормално, кога се регистрирани, имаат повеќе гости и се видливи на повеќе платформи. Со самата категоризација, гостите добиваат сигурност и полесно се оправдува по високата цена која што се нуди. Исто така имаат можност за субвенции и поддршка, пристап до државни програми за туризам, побрз раст и бизнис, правна заштита, како и подобра репутација. Ја споменавте категоризацијата, ајде уште малку за техничкиот дел, како до комплетна регистрација. Која е процедурата за упис во регистар, категоризација на објектот и теренски увид од страна на надлежната општинска комисија? Значи вака, целата таа процедура минува низ неколку чекори, но не е комплицирана. Прво се поднесува барање за упис во регистар во општината, сопственикот го поднесува тоа барање, а со барањето ја поднесува и комплетната документација која што му е потребна, како што кажавме, имотен лист, тоа е доказ за собственост, лична карта,
тековна состојба ако се работи за правно лице и елаборат. Исто така се поднесува и барање за категоризација, тука се оценува опременоста на објектот, мебелот, кујната, тоалетите, хигиената и одржливоста на објектот, големината на просториите кои што се нудат во објектот. Многу битен момент е дали објектите нудат дополнителни услуги, како што се паркинг, клима, интернет. Сето тоа е дел и допринесува за поголема категорија на самиот објект за категоризацијата. Категоријата ја определува комисијата, општинската комисија, врз основа на записник и на правилник. Потоа следува теренскиот увид од страна на општинската комисија, која излегува на увид и проверува дали тој објект ги исполнува сите услови кои што се потребни за категоризацијата. На крај се прави записник и овој чекор е многу важен, бидејќи без позитивен увид нема категоризација. Последен дел од оваа цела постапка е донесувањето на решение за категоризација од страна на општината. Објектот се впишува во регистар, а сопственикот добива табла со категорија, односно со колку звезди е категоризиран самиот објект. Обврските после категоризацијата на сопствениците се дека треба да водат книга за евиденција на гостите, нормално да се плаќаат туристичките такси во нашата општина и секако почитување на условите од категоризацијата. И сега кога убаво ги објаснивме сите чекори потребни за регистрација на еден приватен сместувачки објект, да кажеме и како регистрацијата влијае врз туристичката понуда и имиџот на општината, конкретно на општина Демиркапие како туристичка дестинација, која што е одлична можност за развој на транзитен, рурален, вински туризам. Значи, регистрацијата на сместувачките капацитети има директно и силно влијание врз туристичката понуда и врз развој и имиџот на Демиркапија, особено ако се гледа низ призма на транзитниот, руралниот и винскиот туризам. Секако и низ сите други видови туризам кои што ги нуди нашата општина. Демиркапија има доста развиен транзитен туризам, особено во лето, така што со овие регистрирани капацитети гостите кои што доаѓаат кај нас имаат сигурно и безбедно сместување, а со тоа може да поминат и повеќе време во Демиркапија, да не останат само на една ноќ. Сето ова носи директен приход во локалната економија. Демиркапија исто така е позната и по винскиот туризам, која е наша традиција, е вметната во винската карта на туризмот. Тука е кралската винарија Вила Марија и Попова кула, како поголеми винари во нашата општина, кои што нудат и сместувачки капацитети, како и вински тури. Но секако тука нема да ги заборавиме и нашите помали домашни винари, кои такако се битни за развој на туризмот во нашата општина. Легалните сместувања во селата и викенд куќите добиваат се поголема видливост и се зачувува традицијата преку нив, значи храната, обичаите, природата. Тоа е во делот на руралниот туризам, така, представување на традицијата и на културата на едно поднебје. Ете така, кога сме кај природата, Демиркапија исто така е и рај за љубителите на активниот туризам. Нашата општина нуди извонредни можности за планинарење низ карпести и живописни предели, искачување на карпи со реномирани лиценцирани локации од страна на алпинисти, кајакарење по бистрите води на реките, велосипедизам низ живописни вински предели, наблюдување на птиците. Нашата општина, нашиот регион е познат по својата биодиверзитетска вредност. Демиркапија е дестинација што ги привлекува љубителите на активниот туризам од цела Европа. Така што регистрацијата ја зголемува конкурентноста, ја подобрува понудата и го гради позитивниот имидж на општината. Без неа туризмот станува скриен и неразвиен. Така, треба сигурно и многу активно да се работи во насока на унапредување на туризмот преку можностите кои што ги нуди Демиркапија како општина. Меѓутоа, дали постојат програми за поддршка или субвенција за сите оние кои што сакаат да отворат или да регистрираат сместувачки капацитет? Вака, нас ни е програмирана стопанската дејност туризам преку стратегија за развој на туризмот и стратегија за економски локален развој. Ние сме мала општина и немаме директен удел во финансискиот дел
во финансиски оддел на сето тоа, но сме тука и можеме да им помогнеме на граѓаните, да им дадеме информација како оде целата процедура за регистрација, кои документи треба да се приберат. Имаат можност преку ИПАРД да се искористат мерките преку ИПАРД програмата, каде што граѓаните може да аплицираат за конкретни проекти, особено во делот за изградба на сместувачките капацитети. Споминавме дека Демиркапија има голем потенцијал за развој на руралниот, винскиот туризам, транзитните туристи се многубројни, особено во текот на летниот период, како што истакнавте, па всушност и приватното сместување одлично се вклопува во развојот на туризмот како дел од туристичката понуда. Точно така. Демиркапија има одлична позиција и природни услови за развој на транзитен, рурален и вински туризам, а приватните сместувачки капацитети играат клучна улога во сето тоа. Во лето низ Демиркапија поминуваат илјадници патници, а приватното сместување нуди брзо и достапно ноќевање и ги задржува туристите барем на една ноќ. Руралниот туризам пак бара автентичност, домашна атмосфера, контакт со локалното население. Приватните сместувања нудат традиционално искуство кое може да вклучува домашна храна, двор, природна, едноставно се што му е потребен на еден турист за да го продолжи своето патување. И особено затоа е многу важно регистрираните капацитети да бидат дел од официјалните туристички промоции на општината, па на тој начин нели да се овозможи унапредување на туризмот. Точно така. Значи, кога сместувањето е регистрирано, категоризирано и квалитетно, Демиркапија се перцепира како уредна, сигурна и туристички развиена дестинација. Во врска со промоциите на туристичките капацитети преку нашата општина, значи тие се вклучени во туристичките промоции, не само приватните, туку и поголемите сместувачки капацитети како што се хотелите. Во тек е доопремување на веб страната на општина Демиркапија, каде во делот на туризам секој сместувачки капацитет кој што е во нашата општина ќе си има своја промоција. Исто така, во тек и промоцијата на веб страната Македонија на дланка, каде што секој еден ќе може визуелно да погледне со што е карактеристична нашата општина, каде се наоѓаат локациите нели на приватните сместувачки капацитети и со што се изобилува нашата општина. Споменавте дека многу често во текот на летниот период капацитетите во Демиркапија се преполни и практично недостасуваат доволно места да ги сместат сите туристи кои што доаѓаат или се на поминување во Демиркапија. Зголемена е потребата за поголем број на вакви сместувачки капацитети? Да, зголемен е трендот за потреба од повеќе сместувачки капацитети во нашата општина, особено во летниот период, поради тоа што транзитот по коридор 10 го достигнува својот максимум. И тука транзитираат голем број на туристи кои бараат едно ноќевање. И додека кај нас постојаните капацитети кои што ги имаме се многу често исполнети. Во моментов имаме ограничена понуда во однос на категоризираните и регистрираните објекти, заради тоа што реално поверувачката е многу поголема од понудата. Затоа сакаме да апелираме и да им кажеме на граѓаните дека ова е добра можност да се вклучат локалните жители во туризмот. Ако зборуваме за градење на една успешна туристичка приказна преку развој на приватното сместување, како општина, што ќе направите во иднина за да се унапреди понудата и унапредувањето нели на можностите на приватните сместувачки капацитети, но и со подобра туристичка понуда за развој на туризмот? Дали Демиркапија има големи туристички потенцијали кои што се уште не се доволно искористени? Секако дека има, значи во момент Демиркапија е во постапка за склучување на договор за меѓуопштинска соработка со општините од Повардарскиот регион во напредување на економскиот развој на општините, особено преку промоција на регионот како туристичка дестинација, представување и промовирање на општините, воспоставување и одржување присуство на интернет и на социјални медиуми,
за регионот како специфична туристичка дестинација, соработка со оператори од приватниот сектор и поддршка во нивните напори за развој на туризмот, изработка на стратегии за развој на туризмот и акционен план. Сета оваа соработка ќе се реализира преку соработка на туристички канцеларии на општините каде што ќе има лице за контакт и ќе се споделуваат информации помеѓу општините за општините, што се случува и како се случува. Да, мораме да истакнеме од сето ова што го кажавме во разговорот, дека покрај Демиркапија како поднебје позната по винарството, по виновата лоза, која што е една водечка гранка за економско јакнење, нели, и на жителите кои што живеат во оваа општина, но и на општината. Веќе втора поред доаѓа и токму туризмот, нели, како убава можност за едно добро економско јакнење на општината и како можност за одлична екзистенција на жителите или сите оние кои што сакаат, нели, да отворат приватен сместувачки капацитет во оваа општина. За крај од разговорот, која ќе биде вашата порака до граѓаните кои што имаат услови за да издаваат сместување, но се уште не се одлучиле на овој чекор и не се регистрирале? Нашата порака до нашите сограѓани кои што имаат услови и можност за издавање на сместувачки капацитети и дека ги охрабруваме истите да ги регистрираат. Значи, кога тие се регистрирани, си легални, како што кажавме, довербата на туристите е поголема и се чувствуваат побезбедно. Ги охрабруваме да дојдат кај нас, да им го објасниме целиот процес, да соработуваме заедно и да имаме што повеќе регистрирани туристички капацитети, а со тоа имаат и тие, нели, дополнителен приход, особено во лето кога побарувачката за сместување е зголемена. Покрај официјалната туристичка понуда што ја прави општината, голем број на туристите, особено странски туристи, самите ја истражуваат Македонија, па знаат да си ги мапираат одредени места кои што ним посебно им се допаѓаат, па ги посетуваат, меѓу нив и Демиркапија и сите оние природни убавини како дел од традицијата кои што сакаат да ги видат, да ги уживаат и да ги посетат. Можете ли да споделите некакво искуство што велат странските туристи кои ќе дојдат во Демиркапија, што најмногу им се допаѓа? Па, што најмногу им се допаѓа природата, тие се воодушевени со тоа ние каква природа имаме. Колку можности, нели, за развој на туризмот имаме и доправа ќе гледаме, нели, тие можности да се развиваат и да имаме што повеќе поголем број на туристи. Останува да продолжите во таа насока успешно да работите кон унапредување на туризмот преку сите можности кои што ги нуди оваа гранка, па верувам дека ќе има и поголем број на сместувачки капацитети и што е можда поголем број на туристи кои што ќе ја посетуваат Демиркапија. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам и на вас за поканата.